Оскарот за животно дело ќе го добие Александар Антич со крштено име Ali Doing Business, Doing Black Business, кој 25 години тука во нашава Македонија ни снима амерички филмови и ни продава прескупи карти кои ги купуваме без да прашаме. Аца Антич ти е нешто као Ал Пачино и или Роберт Де Ниро на македонската клептократија, кинематографија. Човек кој дури јазикот не го знае, но сепак неговите реплики се памтат кај квислинзиве наши како оче наш. Псе јо, како и до сега. Неговите филмови се блокбастери и ќе ви набројам неколку. Борба за териториите која прерасна во борба за човекови права. Прв дел. Колку права, толку евра. Потоа Соравија Forever. Соравија љубов моја, тоа е вториот дел. Соравија љубов моја, на внукот те давам цела. Тоа е трет дел. Јас уживам во качакот. Таа во наплатената струја. Ова е еротски филм, како еден вид на пандан на Емануела, што беше она блокбастерот од 70-тите, еротски филмови, значи, Си седиме така, јас и мојата машина за пари, ја уживам во качакот, таа во неплатената струја, тоа е полниот наслов, и работиме 24/7, тоа е фактички фул насловот на филмот, иначе многу долг, но тоа е тоа. Но сепак, најголем филм е под наслов Како сум ја сјебал Македонија со помош на Калето. Тоа е акција невидена, луѓе, моја трилер акција. Тоа се тие легендарни дела за кои ќе добие Оскар за животно дело. За гревовите од владењето на Дуи за овие 25 години веројатно ќе добие и нешто друго, ама тоа е работа на семоќниот Аллах. Ако ги чул, нели, оние од Тетовската болница, кога викаа. Оскар за машка главна улога сепак ќе добие, тука да се разбереме, Зоќе Муртинезер, звани Ајс Вентура, 1 евро, или Зоќе 1 евро, човекот кој својата глумачка трансформација ја направи во миг. За миг се вивна над звезденото филмско политичко небо. И стана голема звезда тамо. Порна звезда. Час бранител на името, час како најголем предавник, квислинг на паркинг, каде што се шитка се што е македонско. Намерно велам шитка. Затоа што тој збор доаѓа од албанскиот глагол шитет, кој значи продава. Значи го продава за пари, глагол кој Зоќе заедно со неговите сапортинг актери или овие кажи ги епизодисти, Филипсус Венсан, Дон Джонсон Дончев, Кочо Джипси Ангелков, како и целата булјументот Шаер и Струга на чело со Мерко, одлично го користеа за да продадат се што е македонско. Оскар за најглупа, но најрасипана улога оди кај Стефчо Пендраковски, кој си го сменил на времето името во Стево за да не звучи Стефчо, па погрешка да го шипнат на црна листа, иако он ја заслужuje многу повеќе од градоначалников. Тоа е глумецот кој во глумата се снаоѓа ко петел меѓу ноеви, ама се обидува со својата душа преварантска која му плаче за да биде филмска звезда да се фали со францускиот договор. Па да вели дека он го правел, па после дека нема појма кој го правел, да го нарекува народот стока, а од него да зема дебела плата, да лаже за промена на името каде стигне, а прв да гласа, да се прави независен, до гуша да е во СДС и Калето како оверен соработник, да ги дупи гардистите кога цел свет го дупи него. Оскар за мунгос на македонската кинематографија, иако сака да биде меркат. Да не мислите дека ставаме меркатна слика, а пишуваме Стево Мунгос. Да продолжиме искрено, честно и одговорно. Како до сега. Како до сега? Како и до сега. Па јако би било, јако не би бил председател, и ја би се селил од Македонија, од мојата земја. Е вест на фризерката да се почишам. Што се смеете?
Стварно бе, шо е смешно? Ајде, добро, ајде, кажете шо е смешно. Демек нема шо да шишам, не, келјав сум. Па да ви кажам нешто, прво паметна глава коса не трпи. Второ да ви кажам, како ја загубив тука косата. Последниве години, ко ги пучев овиот Демократскиот сојуз, ама онака брутално ги пучев. Тие цело време додека ги пучев ми вика доста бе, доста, и доста и ми падна косата све. Затоа немам тука коса, што се чудите. Баш ка не сум ко Таче гланцуто глата, ко спонзор да му е Благој Ѓорев. Мачкајте се со зејтин за на државата да и оди добро како подмачкано. Оди подмачкано, ама само тие се подмачкани и си вршат работа. Мене тој Таче со висина од метар и шумска јаготка, челава глава и фамозен холивудски осмех ми личи само на еден тип. Сигурно по оваа постарава генерација ќе се сети на британскиот феноменален комичар Бени Хил, кој прв го спои нормалниот здрав сексуален хумор со одличниот англиски скеч и го направи популарното Бени Хил шоу. Тој Бени Хил, секојаш сексуално напален, англосаксонски онака и трпео со многу комика од немите филмови, палеше и жареше во 70-тите и 80-тите години од минатиот век на малите екрани низ светот. Ама мене не ми беше најсмешен Бени. Тука имаше еден мал келјав тип, што беше нели во шоуто, кој секогаш го извлекуваше дебелиот крај и Бени нон-стоп го шлапкаше по тоја келјавата глава. И тоа плескаше убаво, пошто келјава му беше главата подмачкана. Мене Таче на тој ми личи малиот од Бени Хил шоу. И кога ќе го видам, ми иде онака да го потапкам по тој келјавицата и да му свирнам една клоца, море неколку клоци да му свирнам, ко Бени Хил што му правеше на својот Таче, нели, тој актерот Джеки Рајт, така се викаше попознат како малиот Джеки. Не се, да се вратам јас на оваа Весна фризерката. Лајла Луќе, Весна фризерката. Со то ринглите вака. Седнувам јас кај Весна фризерката на столицата да ме шиша. И та со то ринглите вака дошла, како ќе ја шишаме, викам шишките ќе ги скратиш малце поише, викам да не ми паѓаат на очи, викам и тука позади. Фино малце, степенасто. Ама не се смејте бе сега, како ја објаснува Весна фризерката со то ринглите како ме шишаше. И она така доаѓа ми вика чекај глумец да не брзаме, ајде да си ставиме, викам кафенце прво да ти ставам кафе, викам стави кафе па јас ќе ти ставам после. Ама побрзо, бидејќи слушај, викам побрзо кафето имам, викам многу коса, брзо да ме средиш, викам како работа, вика Весна има Весна, ама паркинг нема. Зошто бе Весна, викам нема паркинг и викам, знајќи дека целата зграда е окружена со голем паркинг кој припаѓа на самата зграда. Глумец ми вика Весна, додека ми ги рамнеше шишкиве, мака си имаме, вика, во зградава. Шо бе мака и викам бе Весна, шо мака? Шо мака, кажи? Од шо се плашиш, велам? Ке падна овиот глас, не се плашиш, викам, кажи шо мака е со паркингов и со зградава. Онака јас веќе се додркав. За све она што се случува во Букојабинава. Ајде, вика, добро, вика, глумец, ке ти кажам додека те шишам. Вика, пред еден месец, вториот влез од зградата реши да го издене дуќанот на куќниот совет и го зема еден фризер албанец, му направија договор, си го среди дуќанов, почна да шиша и тој. Викам, конкуренција, викам, здрава конкуренција, па Весна е слободна држава, секој може да шиша и бричи. Само ако има, нели, кого да го шиша и да го бричи. Ма каква конкуренција, ми вика, и така си ги поднамести ринглите. Јас шишам, фарбам, ондулирам, фенирам, правам трајна, фарбам нијанси, имам жени од 3 згради кај мене што се средуваат, па сигурно нема да отидат кај Фикри да му седна да ги среди. Викам, не, викај 2 пати за средуење кај Фикри. Какво време дојде се бива. Секоја комшика може да појде кај Фикри да ја среди. Добро бе, глумец, знам дека ти ги знаеш сите што седнуваат, ама овде вика е друг проблемот.
Што е проблемот, и викам, не ти бегаат муштериите, нека се си шиша и човекот поштено си платил кирија, ти пас имаш муштери. Па откако овие второ влез, вика, му дадоа електронски отворач за рампата од паркингот, нели, за да може да си го паркира возилото додека е на работа. Господинот Фикри на паркингот од зградата, значи на паркингот од зградата, си паркира 20 коли за продавање. Си ги нареди и си направи плац за коли. Луѓе, ова е жива вистина, не е за ебанција. Покрај тие 20 секој муштера што му доаѓа со кола. Му отвара и него да влезе на паркинг и така цел ден, дење и ноќе. Ноќе на паркингот на кој треба да се паркираат само станарите од двата влеза. Ова е проверена работа дека се случува стварно. Ја после прашав, дали е точно е, мислам, Весна соринглива дека нешто ме заебава. Нон-стоп, викам, на паркингот по 30 коли. И Весна вика, нема каде да паркираме, цел ден е како автопазар, затоа што 80% од луѓето кои доаѓаат кај него во дуќан, доаѓаат да ги видат коливе. Па пробуваат, турираат, тука свираат рикверс напред, па ова, немаме мир бе, вика глумец. Па што не му речете, викам, станав ја онака возбудено со разлетана коса, нели, пошто не ми беше досредена, ваква ми беше целата. Као овој Томи Ајоми од Моторхед, која свири гитара, која се мафте, или овој, не знам, Хетфилд од Металика, коса. Така стана, која станав, така косата ми беше. Разлетана, као на манекенот бомбонјера на времето. Па му рековме, ми вика на Фикри. И што вика, викам тој? Вика, јас ќе ви плачам кирија за дучанот, ич кур не ме боли, кур ми е, двор ми е, ми вика. Па ако сакате, и ја викам, чекај, што, така ви рекол, да. Па викнете полиција, викам, бе, Весна. Викнете полиција, вака за ринглите ја фатив. Од нервоза. Толку се изнервирав, разлета на косата. Ова ми вика Фикри, што каже, ја, трак, за ринглите. Викнете полиција, Весна, одма, итно. Ова вика, па викнавме, бе, глумец, викнавме. Командирот Фадил од полициска ни рече дека не биле тие надлежни приватно да сме си го тужеле. И се обративме, вика, кај правобранителот Исмет. И он шо вика, викам ја пак за ринглите. Ама сега ја свртев и вака ја фатив за ринглите. Од нервоза. А косата разлетана вака, тоа, ко Томи Ајоми од Моторхед. И он викам шо вика? Вика, ќе покренеме процедура за кршење на основните човекови права на живот и работа на господинот Фризер Фикри. Па најдете некој адвокат за приватна тужба, и викам и од нервоза, штак фармерките и ги симнав. Од нервоза. А косата разлетана вака. Да бе, ми вика глумец. Точно е, ми вика. Дојдоа двајца, направивме муабет, после отидоа кај него, си одбраа коли да им даде на попуст. И им ги зема парите за коливе и очи више не им видовме, не дојдоа. И сега и викам, и тука и га кичкиле вака. Ви сега, Весне, шо правиме? Весне вика, сега ќе се селиме, бе, клубец. Каде, мрќе се селите, ја и велам, каде? Подалеку, вика глумец, само подалеку, ама зошто, бре, Весне, подалеку, ја пак за ринглите, вака. Зошто, бри, подалеку, ова е ваша зграда, ваш паркинг, каде подалеку? Нема подалеку, Весне. Па затоа што нема кај да се паркираме, бе, глумец ми вика. Градски паркинг секој ден ни ги дига, глумец, ни ги дига, колите ни ги дига, затоа што се надвор од паркингот ги оставаме, затоа што внатре во паркингот нема место. И мене ми се дигна, викам, Весне, многу ми се дигна. И дури тие праменчиња коса што до сега не ми беа дигнати. И прв пат во животот не знаев што да ја посоветувам Весне со ринглите, фризерката моја. Јеби га. Ова се од францускиот предлог. Оти на француски la cour е двор. Така да новие наши французи државата име куриме двормие. Тоест куриме двориме. А нашиот ГС чаршија. На здравје! Може у Кјустендил да се паркирате, бе, на крајот на краиштата, луѓе? Оти таму Фикри уште нема отворено бербердица.
da je živ.